Антикорупцијска денеска го затвори случајот за донациите за ДУИ. Комисијата констатирала дека се работи за донација за Демократска унија за интеграција, која била поголема од тоа што го дозволува законот. Врз основа на извештаите што ги добили од Државниот завод за ревизија, прекршен е член 16 од Законот за финансирање политички партии, затоа што физичко лице има донирано повеќе отколку што е дозволено. Според законот, износите на донациите се регулирани и партиите не смеат да примаат повеќе од 60 просечни нето плати од правни лица и повеќе од 30 просечни плати во државата од физички лица. Прекршокот на членот е направен затоа што парите не се вратени веднаш или најдоцна од 15 дена од нивното донирање. Од ДКСК со став дека овој случај понатаму треба да го следи Државниот завод за ревизија и Министерството за правда. Согласно член 26, надзор над финансиско-материјалното работење на политичките партии е Државниот завод за ревизија. Предлогот е за констатираните прекршувања од членот 16 на Законот за финансирање на политичките партии да се доставува до Државниот завод за ревизија на надлежно постапување за одредување на прекршокот или тоа што тие ќе одредат. Фирмата Eurovia, која е блиска до ДУИ, ја доби набавката од скоро 2 милиони евра. Го доби тендерот на МНР со која министерува Бујар Османи од ДУИ за изведување градежни работи за реконструкција на спортскиот центар Борис Трајковски. Откако излезе информацијата во јавноста, Османи изјави дека од медиумите дознал за фирмата и не бил среќен за таа информација. Се правдаше дека оваа фирма понудила најниска цена, што бил единствен критериум таа да биде прифатена од страна на МНР. Секој друг избор би бил прекршување на законот и оштетување на буџетот. Тоа што Министерството прави е само ги рангира. Едноставно ги пишува на табела кои се понудените цени и таа што е најефтина, таа се предлага на министерот да ја избере. И затоа темата политичко влијание е апсолутно неоснована. Овој случај ДКСК го отвори по сопствена иницијатива, со став дека се работи за високи износи, но и за ризици за политичка поврзаност.